Драги гости, добре дојдовте во детската установа 23 август по повод отварањето, односно пуштањето на проектот дониран
од организацијата на македонски шуми, односно приватни шуми. Голема благодарност за тоа што ни удостоивте да го отвориме овој шумски град, така наречен, кој ќе им дозволи на децата попријатно да се чувствуваат во дворот и со поубави детски игри да играат во становата. Посебно поздрав до градоначалникот на општината, Драги Наџински, кој не удостои со неговото присуство да го отвориме и со помошта за донирањето на овој проект. Поздрав до координаторот на собствени шуми, македонски, односно приватни шуми, кој го донираше проектот и кој ни придонесе да ни го разубави нашиот двор. Благодарноста е и до Анела Ставреска-Панајотовска, која што е координатор пак на организацијата Рефорт. Тоа е шведска и норвешка организација. Исто така таа се поздрави со голема благодарност од сите вработени до неа заради нејзината ангажираност. Голема благодарност на гостите од Гоце Делчев, кои не удостоија и дојдоа да бидат присутни на отварањето на нашиот шумски град. Посебно поздрав до долгогодишната наша блиска пријателка, колешката Маријана Костадинова, директор на детската градинка во Гоце Делчев, Бугарија. Установата е Джовани Родари. Другата колешка од детската градинка Пролет, колешката Сонја. Исто така го поздравувам и директорот на основната школа од Гоце Делчев, кој е исто присутен овде. И, односно, советниците од кметството во Гоце Делчев, тоа се Джелја и господјцата Марионе. Голема благодарност за нивното присуство, кои ни удостоија да присуствуваат за отварањето на нашиот проект. Му давам збор на господинот Војо Соколовски да ни образложи нешто во врска со проектот, начинот на кој го добивме, начинот на кој донира и се потрудија да ни го разубават нашиот двор. Повели. Благодарност до госпоѓата директор. Особена чест и задоволство ми е што можеме и јас да ве поздравам од страна на Националното здружение на собственици на приватни шуми на Македонија, која е донатор, односно која е организација која го на некој начин подржа овој проект. Сега да не одам и јас со поздравување многу обширно, особена чест и задоволство ми е што можам да ги поздравам градоначалникот на општина Берово, господата од Бугарија, сите вас, јавни личности и на некој начин водители на јавниот живот во Малешевијата. Особена чест и задоволство ми е што можам да кажам дека дефинитивно се оствари една концепција со која сакавме на најдиректен начин да промовираме содржини за децата во детските градинки кои многу приличат на содржините со кои ние некогаш се забавувавме. Меѓу вас гледам луѓе со кои некогаш многу одамна, кога ние бевме на оваа возраст, токму ги правевме овие содржини. Значи, ако се свртите кон нашиот така наречен дрвен град, ќе ги препознаете содржините во кои ние уживавме и верувам со пиетет ќе се присетите токму на тој период. Сакајќи да покажеме дека тие се уште се актуелни како форма и како содржина, а благодарение на идејниот творец, госпоѓа Анела Ставреска, чија идеја фактички денес ја еве отвараме, за многу кратко време, за нецели 2 недели, од идеја оваа стана реалност. Како што можете да видите таму на плакатата, идејата се вика дрвен град.
Јас би бил многу среќен ова да биде некој почеток, а од овој дрвен град да направиме дрвен велеград во оваа детска градинка и да покажеме дека екологијата не е нешто што тука само се зборува, туку нешто што се и практицира. Со таа цел, со таквата идеја, верувам дека секој од вас ќе се вклучи и активно ќе придонесе да еден ден навистина го добиеме тој велеград. Идејата рачунаме да ја прошириме и на многу други институции, рачунаме во периодот кој престои тука да ја врземе и осмолетката, односно основното училиште, и верувам дека оваа идеја ќе ја прошириме и во други општини, односно низ цела Република Македонија. Од тука уште еднаш благодарам што најдовте време и простор да учествувате на оваа наша манифестација и како што редот налага го поканувам, како што реков идејниот творец, госпоѓа Анела Панајотова Ставревска, како председателка на Рефорт, да ви се обрати. Благодарам. Добар ден уште еднаш, доволно се испоздравивме сите. Не ви должела, бидејќи многу дечиња чекаат да се играат во дрвениот град. Улогата на СНВ и на Рефорт беше единствено да ја предложи оваа идеја. Иницијативата ја превзема сопствениците на приватни шуми, заедно со директорката на градинката. Најголем поздрав треба до нив да упатите, а од моја страна особено би им се заблагодарила на Зоран и на Слободан, кои што го реализираа дрвениот град. Без нивната уметност ова немаше денес да биде тука. Имаме скромна програма за денеска. Тоа е изложба подготвена од децата од основното училиште и од дечињата од градинката. Ке можете да ги погледнете нивните ракотворби закачени на дрвата. Дрвениот град секако е доказ дали нашиот мал проект е успешен. А за мене најголем доказ ќе бидат насмевките на овие дечиња. Ако видите дека тие уживаат, значи сме успеали. Скромен подарок за дечињата од градинката имаме една шумска боенка. Тоа е со краток текст, кој што ќе имаат родителите и учителките задача да прочитаат. Малку е едукативна, а тие ќе имаат и прилика да се забавуваат. Колку што разбрав, беше засадено и едно дрвце пред онаа колипка, за да се направи овој дрвен град, колку што разбрав, беше употребен од прилика 1 кубен метар дрво. Па да не сечеме само, засадивме едно дрвце. Ви благодарам што дојдовте сите и се надевам верова ќе има уште многу вакви содржини, а може би и подобри. Драги гости, еден скромен подарок од креативните раце на воспитувачите и негователите при детската установа 23 август. Тоа се изработки. Ние важиме една од првите пилот еколошки градинки во Република Македонија и воспитувачите и негователите секогаш се занимаваат со и изработуваат предмети од еколошки материјал. Тоа е една скромна изработка, а не повелик, да се сеќавате, да, тоа е од воспитувачите изработено, подарок, скромен, еколошки подарок од самите изработени. Нека повели и координаторот. Да ја изразим благодарност Дарко Скендерски, кој е координатор на собственици на приватни шуми. Повеќе, тоа е нивниот амблем. Колешката Маријана Костадинова, исто така е еколошка градинка од детската градинка Джовани Родари во Горце Делчев. Нека повели да спеќаваат за интервенција. Че сме впечатлени многу од това, което виждаме тука. Да поздравя
колежката Пимка Ковчегарска за това, което с идеите си и с желанието си е направила. Екологията, това е бъдещето на децата и съм сигурна, че тези хубави малки дечица ще знаят как да пазят и как да растат здрави, умни и силни. И което е най-важното, всичко започва от тази малка възраст, за да се радваме и ние като големи. Поздравявам ви още веднъж. Ние също носиме подаръци, направени от екологични материали. Искам да подаря. От най-светлите празници Коледа, това е едно живо дръвче, екибана. Пимка. Заповядай, това е направено от децата. С специален поздрав за господин градоначалника, защото всичко, което се прави и когато се подкрепа от общината е много важно и от кметството. Заповядайте. С специален поздрав и от нашия градоначалник. Да. Непременно, да. И тази кебана за Анела. Къде отидахте ви? Заповядайте. С пожелание да правите себе си. Поздравявам всички, които работят в детската градина, защото това, което правите, е труд, който не е само за сега, а с усилията на много години съм сигурна, че ще продължава и за напред. Много здраве! Кога би имала едно волшебно сакче, би го направила чисто моето градче. Улици, паркови, зелени да бидат чисти и водите во реките секогаш бисти. Ние сме еколожка група Мура, чие име го доби по прекрасното дрво. То расте во нашата околина и го разбавува и нашиот двор. Шумите са нашето најголемо богатство, најголеми производители на кислород. Тие се најголеми филтери ја собираат прашината, смогот и почават. Сакам езера чисти и реки бисти, срънчат над облаци нанесе хлева, за да може нарасте зелена и мека трева.
зашто таа те дарува, биди храбар и светол, таа ќе те наградува. Земи милувај, се што природата ти даде, тргни на план. Ги гледаш децата, со тажен поглед ги следиш, им зборуваш тивко и со мачен збор им збориш. Чувај ја природата на секаде. Чувај ја природата и така расте како вас, па ке видите во ивнина, таа ќе ви даде спас. Зим зелени дрвја, борелка и смрека, зеленеат во зима, кога снег во гора по 3 метра има, листенцата нивни, во есен не се ронат, по небото темни облаци се гонат, зеленеат стројни далеку натридот, и зиме и летени го матат видот, од нивните крошни птиците се гласат, со своите стебла шумата ја красат. Есен е девојче во кошница во рака, таа плодови ни дава и многу не сака. Таа ни дава круши сливи и така се оди по сите ниви. Есента е слика во кошница во рака, со воите украсува како таа што сака. Шумата во ес, низ гранките гол, учи ветрот без. Лисјата по патот, по жолтени лежат, даде цирен врне облаците тежат. Животните диви во дупка се кријат, зимата се ближи, време е да спијат. Земјата ни дава вазови да сигне, низ помови не сме да го стигне. Ние пееме песна около скот, природата бар ме прошка. Кога ќе најде загадено место, посади дрво често, дрвото ќе ти благодари, поздрав ќе ти даде, ќе те наглади и почекај стој, со тебе ладовина и со лодо свој. Што ни ја даде за екологијата, за убави стихотворби и песнички, а сега нека повели госпоđата Анела да го отвори шумскиот град во нашите страни. Сечки до тебе си доли. Сега си гао Тито Јаше на чето корове. До присутните гости, по повод отварањето на дрвениот град, потоа следи коктел во самата градинка, па повелете после отварањето натре. Ајде, дечки, чака се. Ајде, повелете, да влезете во птичките. Нека повела. Ајде, нема. Мора некаде да ја закачи. Ајде, не дојде, ај таму да закачи. Нема гаренци.
Ајде, уди, те онајде. Това е мимо Делвинска. Не, това ще остане това интерес. Това е добра прилика, господине, ајде така началник да садите дрвче. Тешко ми се тата, много години съм садил, надам се. Тешо и сади се и секој. Софи. Там е много близко до това. Да, изправим се. Тоа е екологичен материјал, он се разбрае. Нека се пати убаво и да расте и да не е камена. С приятелите да се мачат. Дръвчета, всеки си взима дръвче и правиме гора, която е с такива живи дръвчета. Всеки, който се вземе коледно дръвче, след това го засажда. Това е 5 годишна различна. Надаме се дека ќе биде успешно. Да расте близкоста на децата и на двата народа. И значи дрвото треба да го спомня. Благодарим. Искаме една снимка сега, ако може да го Но ти некој не досташувам, а? Ајде, Бочи. Ајде, застануваме. А не? Не, што ти некој не досташува. Ти нема. Фотосесија. Ето, одлично. Ајде, одмах по неја, одмах, тргнуве. Тамо, Даниела, не се врти. Ајде, тргнуве. Ајде, Даниела. Да се минеш. Ајде. Читело не може. Немојте, Даниела, пошла. Одлично. Слики, ајде. Ајде, слики. Шо? Ајде.